денешното издание на рубриката Мој психолог отвараме една за мене многу интересна тема, а тоа е дека советуваме постојано, особено детските психолози како нашиот денешен соговорник советуваат дека децата е најдобро да учат, созреваат преку книгата. Од најмала возраст се разбира соодветна литература за нивната возраст, па со што располага нашата македонска детска книжевна литература, што можеме да ги научиме нашите деца и што да избереме, оно што е најважно. Ќе разговараме во продолжение со Христина Стефановска, детски психолог, но и автор на детска литература. Добро утро. Добро утро. Христина, ти благодарам. Велам интересна тема, затоа што постојано и ти советуваш дека децата треба од најмала возраст да ги засакаат книгите. Што советуваш дека е соодветна литература да се започне во воспитување на детето, да ја засака книгата, но и она што велиш интерактивно дружење, но и учење преку истата? Апсолутно, детската литература го потикнува, го стимулира, помага во развојот на детето и тоа во целокупниот развој. Не само когнитивен, не само јазичен, личносен. Така што, кога би требало, првим би рекла, кога би требало да почнеме со стимулација, нели, на читање на книги, веднаш кога детето ќе се роди. Односно, веќе можеме од 0 до 3 месеци да избереме тактилни или контрастни книги, кои што ќе му помагаат на детето да го осознава оној свет околу себе, боите, допирот на кориците и при тоа од сам старт, нели, да детето ја засака, да има страст кон самата книга, да колку порано почнеме со или читањето или со тоа да го дружиме детето со книгата, толку подобро и полесно ќе ни оди понатаму кога ќе треба да надоградуваме, нели, во однос на литературата, да малце стане или пооплодене и да имаме многу поголема корист и во воспитниот процес од неа. Дел од твојата литература гледам и во моментов на екранот, од она што ни го донесе како твои дела, всушност. Би сакал прво, Христина, да прашам колку е голема свесноста на родителите од значењето на литературата за психолошкото здравје на нивните дечиња. Со оглед на трката што имаме со социјалните медиуми, со мобилните телефони, некако за да го смира детенцето, по-лесно им е да го дадат телефонот во рака и да кажат ајде гледај цртан филм или гледај нешто друго, отколку да дадат некоја ваква книга да прочитаат, некој ваков прирачник. Тука сум негде со констатацијата, заради тоа што буквално технологијава го зазема тоа слободно време кое што ние требаше да го креираме, нели, на еден природен, непосреден, автентичен начин. Денешните родители се трудат, не велам дека не, се трудат да дадат, да бидат, нели, она актуелноста, да бидат присутни во однос на тоа што се нуди дали на пазарот, нели. Меѓутоа, во пракса не е баш така дека ја доволно време за да го имплементираат тоа. Повторно, тоа се должи на брзото динамично време во кое што се живее, а книгата бара ритуализација. Значи, за да стекнеме читачки вештини и да го способиме детето во однос на тој дел, потребно е секојдневно, во исто време. Дури има некои научни истражувања дека ако секој ден од 19 до 19:20 часот му читаме на детето дека таквите податоци, дури како податоци, долго трајно остануваат во меморијата. Има многу научни истражувања врз тоа како книгата, односно читањето, влие врз развојот на мозокот со правење на скенови на самите мозоци, нели, во таквите истражувања. Многу фасцинантно тоа да се види и да се чита. Меѓутоа, денешните родители мислам дека им треба многу поголем поттик, особено за психолошката литература, бидејќи е од огромна помош во живењето. Добро, со што располага македонската детска книжевна литература и што советувате вие како не само детски психолог, туку веќе и некој кој што пишува детска литература, што советувате дека треба содржински да има во книгичките и веќе кога го споменавте тоа за податоците за развивањето на мозочињата така и децата, според ваши некои истражувања, кој период е најдобар да ги посоветуваме родителите
да одвојат време и да читаат со дечињата? Пред спиење ли? Да, оној дел пред спиење е најдобар да се почне, за да се создаде тој ритуал, бидејќи детето во текот на денот секако има стресогени ситуации кои што го накреваат кортизолот како хормон. Кога ќе дојде вечерта, се тоа така некако спласнува и веќе имаме подлога да го растеретиме детето, и тогаш книгата има буквално амортизирачко дејство на стресот. Во однос на литературата и што располага македонскиот пазар, се почесто гледаме и нови автори, и веќе од претходните автори интересни нови содржини. Дефинитивно пазарот е сосема прилагоден, но и плоден. Творештвото е солидно, меѓутоа некако се создава и како да кажам, презаситеност од одредени содржини, што потоа прави проблем во однос на одбирањето на литература кај купувачот, кај родителот, и често пати родителите се збунети, особено во оној дел. Ние во нашето издаваштво немаме таква практика да пишуваме на самите корици дека книгата е наменета за таа и таа возраст, за од таа и таа возраст, нели? Кое што уствари е важно, заради тоа што често пати се збунети родителите, нели, која литература да ја земам за оваа возраст, дали можам оваа книга да ја читам на оваа возраст, затоа што некогаш погрешна литература може да направи погрешен импакт. Може да се размисли за таа пракса. Да. Така. Гледајќи ги насловите, кога Мешко се лути, кога Ушко се плаши, најверојатно и во самите психолошки прирачници внатре се зборува за стравот, се зборува за лутината. Колку време содржински се креира овие прирачници и дали освен децата од нив можат поука да извлекуваат и возрастните, односно и родителите, читајќи ги нив? Каде е тука синергијата? Одлично прашање, да ви кажам, затоа што се почесто на советувањата имам, особено родителските советувања, имам реплики од родителите, демек многу добро ми помогна прирачникот да јас си осознаам некои вештини. Например, ми вели родителот, почнав да користам, да му се обраќам на детето кога ми кажува нешто, ти верувам. И навистина имам нов печаток кај детето. Не знаев дека тоа ти верувам е многу важно. Тоа го имаме во прирачниците. Всушност, тие се гаени, мислам, во текот на целата моја некоја 10 годишна, 12 годишна пракса, каде што се правени прибелешки или на некој начин собирани вежби, затоа што овде имаме и психолошки вежби. Постојат 25 во моментов терапевски приказни, вкупно во сите 4 прирачници се бројат тие приказни, каде што самите приказни се настанати малтене на самите сесии од мојата, да речеме, проактивност, од мојата кадарност, или за да можам тој на некој начин плей, односно игровен момент да го дадам. Така што подоцна затоа и решив да веќе ова вака го синхронизирам со цел дека ќе помогнеме не само кај децата, таквите терапевски приказни буквално имаат исцелувачка моќ, да јас се фрапирам секојдневно од советување кога што, да речеме, се јавил родител за некој страв кај детето и да преку прирачниците детето, без да дојде на сесијата, без да дојде воопште јас да го видам, да детето го решило нештото, и тоа е за мене буквално огромна поттик, мотивација и задоволство. Што мислите, ако велите според искуството, што мислите дека најмногу содржински помага и треба да биде застапено со оглед на тоа дека подготвувате сега повторно нови изданија? Кои се тие чувства на кои што треба да работиме најмногу кај децата, кога веќе стравот зборуваме, го тргаме настрана, нели, како број еден чувство на кое што од најмала возраст треба да се работи со децата? Кои се тие други кои што можеби постојат и се поголеми, а се занемарливи, не ги гледаме толку јасно? Содржински се уште сметам дека е многу важно да се движиме кон оној моралитет, систем на вредности, за да го поттикнуваме тој морален развој кај децата. Велите другарство, емпатичност, алтруизам, потреба да се помогне без да се добие назад. Значи, некои човечки вредности кои што навистина ни се важни, бидејќи
некако во ова време во кое што се губиме и самите деца се губат во однос на таквото растење, што им е повеќе од потребно да од мала возраст слушаат за нештото, при тоа да имаат родител кој што би му го покажал тоа дека е така, односно родител кој она што ќе му го чита ќе му го измоделира, да некако ставиме трага да ни потрајат и да ни траат да ги негуваме овие човечки вредности, бидејќи се од суштинско значење, особено за менталното здравје и на децата и на возрастните, бидејќи без нив ние секако не можеме да имаме ментално здравје, колку и да се тешиме дека нешто друго ќе ни надополни, така што освен во содржината, она што е повеќе од потребно да се креира, тука еве сега во моментов ми прострои книга една, Волшебни прегратки се вика, од Марија Костадиновска, ако не се лажам, млада авторка. Значи буквално книгата воодушевува во однос на тоа да јас, ако би се прашала, би била сигурно лектира за второ оделение. Тоа е книга во која што се зборува за злото и за доброто, меѓутоа така добро предадено да детето со самото тоа што ќе ја прочита или некој ќе му ја прочита, не мора да му се објаснува, се станува јасно. Такви книги ни се повеќе од потребни за да имаме мирно човештво, за да имаме мирна младина, за да имаме спокојна, смирена младина. Така што тука ќе се надоврзаат секако емоциите кои што се составен дел од растењето, од емоционалниот развој. Овде сме фатиле да речеме еве 4 емоции во прирачникот. Има доста книгички за деца, Прстот кој бои сино, исто ја обработува тагата на многу креативен начин. Имам убави приказни, убави дела кои што буквално говорат и се повеќе го фаќа психолошкиот фактор во личноста кај децата. Мене многу ми се допаѓа, не знам дали се сеќаваш на оној дел кога сме биле мали, кога ќе добиеме така некои приказни, кои што ќе имаме и јунаците да ги обоиме. И можеби во нека наша замислена боја. И тоа ми се допаѓа навистина кај прирачниците, што можеш и во некоја замислена боја да ги потикнеш децата да си ги обојат, да си дадат и своја креација од целата приказна и се што научиле во процесот. Так. Во литературата кај деца особена важност се става на главниот јунак. Тој е водачот, тој е инспирацијата, тој е моделот, тој е некој од кој што јас сега треба да научам нешто, така што Да. И за крај што ќе ги советуваме родителите кога станува збор за психолошката детска литература, да бидеме поконцизни, да, секогаш нели не е доволно и не е доста, секогаш можеме повеќе и повеќе да создаваме за дечињата, на кои ќе биде советот на крај за родителите за подобро ментално здравје на нивните деца. Така. Она што ги учиме децата, тоа и тие постануваат, така што ги советувам родителите да имаат попрецизна, посилна визија за сопствените деца и еве да користат литературата во остварување на таквата визија, бидејќи на вистина ќе им помогне и на вистина и тие ќе се инспирираат да во оваа цел, да речеме, создавањето на визијата и она што го гледаме за нашето дете да стане реално. Така. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро денес и да, нека за оваа тема се зборува се повеќе и повеќе, бидејќи дефинитивно психолошката детска литература е од голема важност и за децата и за родителите, бидејќи од една страна и родителите се полни со стравови во што ќе се претвори, во што ќе порасне нивното дете. Не име се едно при процесот на воспитување, така да со заемна поддршка сигурно ќе се најде вистинскиот пат. Да нема страв, да нема без, да нема лутина, тага, тоа што е опишано во прирачниците. Затоа ние постоиме, за нив постоиме и едни со други си требаме, пак ќе кажам. Така. Кристина, ти благодарам. Јас само ќе надополнам дека го спомена за литература за второ оделение, за лектира за второ оделение. Посакувам сите тие млади автори кои што сега создаваат да ги заменат оние кои што ние ги паметиме лектири, кои што се уште ги има во основното образование, со некоја нова литература, еве наша македонска. Малку освежување не треба. Да, треба освежување. Благодарам и вам. Секогаш ми е пријатно во ваше присуство.